Добар ден, јас сум Наталија, ве поканувам да се прошетаме низ неверојатниот Санкт Петербург. Денес ќе ви раскажам за Ермитаж, најголемиот и најстариот музеј во целиот свет, каде што се наоѓа 3 милиони експонати. Ермитаж се појавил во 1764 година како приватна колекција на императорката Екатерина Велика, откако таа од берлинскиот трговец Јохан Гоцковски купила 225 дела на холандски и фламандски уметници. На почетокот сликите биле поставувани во одделни делови на дворецот. Затоа го добили францускиот назив Ермитаж, што значи осамено место. Експонатите на Ермитаж се изложени во 6 згради, со тоа што главната зграда е Зимскиот дворец, кој некогаш бил главна резиденција на руските цареви, а исто така експонатите се изложени во мал, голем, нов Ермитаж и Ермитажниот театар. Еден од символите на Ермитаж се овие познати атланти. Поставени се во 1851 година, тогаш е додзидена зградата на новиот Ермитаж, за во неја да се сместат скапоценностите кои не можеле да бидат сместени во стариот дворец. Освен тоа, во 20-тите години од 20-тиот век, тука бил и главниот влез. Веруваат дека еден од атлантите, оној што се наоѓа најблиску кон Марсовото поле, може да ви донесе среќа, ако го допрете големиот прст на ногата. Поверието се појави во времето на блокадата на Ленинград, кога токму овој атлант бил погоден, но продолжил да ја подкрепува зградата и зградата не била срушена. И тогаш почнали да велат дека штом атлантот стои, тогаш и градот ќе издржи. Когда на сердце тяжесть и холодно в груди, к ступеням Эрмитажа ты в сумерки приди, где без питья и хлеба, забытые в веках, атланты держат небо на каменных руках. Атланты держат небо на каменных руках. Тука често можете да видите туристи, а и младоженци кои што ја барат својата среќа. Денес нема никој, заради тоа што само што престана да врне. Инаку и вие можете да дојдете тука и да ја посакате вашата желба. И верувам дека ќе се оствари.